16-годишниот средношколец од Калифорнија, Блу, пред 2 години им кажал на своите родители дека го променил полот. Блу, кој побара да не го користиме неговото презиме поради загриженост за неговата безбедност, вели дека разговорот бил нешто што требало да го направи во свое време. It took a very long time. It was like over weeks. Требаше многу долго време. Беше нешто повеќе од недели кога и кажав на мајка ми. Ако ми беше одземена таа можност и наставниците кои се вклучија во моите разговори за мојот идентитет, му кажа на моето семејство без мое знаење, јас ќе немав можност да се подготвам за разговорот. Тоа ќе беше стресно, можеше да биде мощно страшно. Училишниот одбор на Чино Вали размислува поинаку и минатата година побарал од своите училишта да ги известат родителите во рок од 72 часа доколку нивното дете побара да биде идентификувано со различен пол. Сонја Шо е председателка на училишниот одбор. It would never be, Suzy just... Никогаш нема да биде само Сузи да ја нарекуваат со друго име незините врсници. Тоа би требало да биде иницирано со акција, а акцијата е училиште. Сакам сега официјално да ме нарекувате со ова име и да ми го смените полот. Сакам официјално да почнам да одам во тоалет на спротивниот пол. Сакам официјално да играм во тим на спротивниот пол. Тоа би иницирало известување до родителите. Сојузната држава Калифорнија ја тужела училишната област Чино поради таа политика и оваа година донесе закон со кој се забрануваат такви известувања. Училишната област се противи на државата, тврдејќи дека новиот закон ги крши уставните права на родителите. Никол Бабел вели дека државата треба да не се меша меѓу родителите и децата. There is nobody or nothing or anybody. Никој ништо нема да застане меѓу мене и моите деца. Точка. Отпишав од училиште едно од децата. Тој се школува дома. Постарата ќерка ќе ја заврши оваа година и со тоа ќе завршам со државниот училишен систем. Родителот од Калифорнија Кети Молик вели дека известување до родителите е прекршување на приватноста на учениците, кои можеби не се подготвени да разговараат за ова прашање со своите родители. Молик е родител на трансродово дете и основач на непрофитната група Trans Family Support Services. We want families to know. This isn't about keeping secrets. Сакаме семејствата да знаат. Ова не е за чување тајни. Ученикот и родителите ќе разговараат за тоа кога ученикот е подготвен да го води тој разговор и на начин на кој ученикот е подготвен да го води тој разговор, наместо да им се наметнува. Законот што ги блокира училиштата да ги известуваат родителите за одлуките на учениците за промената на нивниот пол, стапува на сила во јанвари.